Добро утро на сите почитувани представници на медиумите. Благодарам за присуството. Почитувани граѓани, дозволете денеска да најавам две крупни иницијативи кои означуваат нова етапа во борбата со криминалот, корупцијата, криминалните шеми на ВМРО ДПМН. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови, меѓу кои, и тоа што е веќе јасно, ИПАРД програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Не може да имаме доверба во институциите на власта, со притисокот на власта, кои што се заштитници со своето однесување на криминалот, и тоа да биде над правото и над јавниот интерес. Гледаме дека власта единствено нешто што прави, апропо сите овие скандали, посебно овој со ИПАРД фондовите, е да ја дефокусира јавноста. Наместо да има одговорност, после апсењето на нивниот директор, член на ВМРО ДПМН, директор на Агенцијата за финансиска поддршка, гледаме само спинови, само обвинувања кон опозицијата. Но фактите се јасни. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија, ИПАРД фондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. Со вклучувањето на Лаура Ковеши, овој скандал очекуваме целосно да се расчисти, а при тоа, исто така многу важно, да се осигураме дека ваков скандал со европски пари повторно нема да се случи. Не е ова темен вилает на ВМРО ДПМН да се играат со судбината на Македонија и да се играат со европската иднина на граѓаните и да се играат со европските фондови кои што се наменети за подобар живот на граѓаните и за подобар систем тука во државата. Понатаму, втората иницијатива, сакам да информирам јавноста дека веќе формиравме така наречен антикорупцијски тим во рамките на нашата програма Нова сила. Антикорупцијскиот тим е еден од столбовите на ова нова програма, дозволете да го образложам. Што тоа представува? Професионален тим, советници, експерти во областа на правото, во областа на финансиите. Но пред се, млади активисти и истражувачи на СДСМ. Што ќе работи овој антикорупцијски тим? Тоа што го гледаме овие денови. Ќе истражува скандали, ќе анализира документи, ќе ги презентира до јавноста, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на оваа криминална власт, ќе поднесуваме соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Така како што почнавме, така ќе продолжиме да откриваме и понатаму. За тоа стои енергијата на младите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И тоа е новата сила што ќе гради европски вредности во Европска Македонија. Во скоро време ќе објавиме и платформа на која што било кој граѓанин од било каде во државата, од било кое село, град, општина, регион, ќе може да пријавува вакви скандали, да прикачува документи, да пријави корупција, да достави докази и материјали. И ова е нов фронт. Фронт заедно со граѓаните во борба против корупцијата на оваа криминална и ненародна власт. За помош ќе побараме и иницијатива, ќе поднесеме до антикорупцијските институции во Италија, кои што со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија, Коза Ностра. Ако тие се справија со Коза Ностра, можеме и ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО ДПМН. Превенцијата не успеа. Корупцијата ескалираше. И мора да се истражи, затоа што крадењето мора да престане. Секој што крадел, ќе одговара. Ние ги спремивме новите бомби 2.0. Најавам дека утре следува нов скандал, нова корупцијска шема, се членови на владеачката гарнитура. За се имаме докази, имаме документи, ќе ги прикажеме во јавноста.
Борбата продолжува, почитувани граѓани. Работата не е завршена. Ви благодарам. Повелете. Може да. Добро, интензивно работам јас на тоа поле. Изминатите денови, бројни состаноци, бројни координации, така да во следните 2 недели целокупниот процес ќе биде завршен. Уште едно прашање, вашата иницијатива за анкетна во законодавниот дом не ја помина со барем кога се вазеше потребата, како ќе делувате понатаму, како ќе постапите со оваа иницијатива што помина на парламентарното мнозинство? Јас жалам што власта не се одважи да даде подршка на барањето на семејствата на загинатите и повредените деца. Навистина сметам дека сакаат да изрелативизираат се. Рековме уште на почетокот, ќе ги поддржиме било кои иницијативи за дискусија на било која тема во собранието и така ќе постапиме. Ќе учествуваме на било која седница, на било која комисија која што се изгласа во собранието. Ние гласавме таа иницијатива, која што со трик дојде, како што многу често се случува во собранието, на прво место за гласање на дневниот ред. Нашата ја вратија со забелешка, намерно, иако немаше простор за тоа, за да дојде втора. Еве ја поддржавме нивната иницијатива. Зошто сакаат се да изрелативизираат? Зошто не направија анкетни комисии за се што сакаат до сега? Може да го направат тоа. Зошто не поднесоа иницијативи за анкетна комисија за секој еден настан, за кој што сакаат да дискутираме, посебно? Имавме морална обврска према родителите, се уште имаме. Но, еве, да резимирам. Не помина, жалам што не помина. Навистина. Не покажа никакво чувство на одговорност, ама тоа не е ново, го гледавме и до сега. Така да ќе учествуваме на сите дискусии. Првата важна работа што сакам да потенцирам, да повторам, затоа што веќе со тој став го соопштивме во јавноста, е дека сметаме дека било каква промена на изборниот закон треба да биде резултат на една широка дискусија и да се донесе со консензус. Затоа што така било секогаш до сега. Така да експерти, мислам дека е добро да има, мислам дека е добро да се слушнат барањата на сите политички партии, да се согледаат мислењата, да се споделат мислењата на сите партиципенти и да се донесе едно солидно решение, имајќи ги предвид сите сугестии, вклучувајќи ги на меѓународните институции. Благодарам.